Оптимизација, реорганизација, дигитализација на администрацијата, како до функционални јавни сервиси и државна управа. Целокупниот јавен сектор и администрацијата се гломазни, партизирани и претворени во бунар за послушници. Неспособни кадри се уште постојат во јавната администрација. Гостин во Тренинг, универзитетскиот професор од Правниот факултет Константин Битраков. Добре дојдовте во емисијата. Добре, најдов. Денове чув една изјава на министерот за јавна администрација Минчев, кој вели само 30 до 40% од администрацијата си ја работата. Тоа се поставува прашањето што прават останатите 60 до 70%, функционираат на принципот земај плата, клати врата и зошто се уште се толерираат ако се неупотребливи? Многу е тешко прво да го утврдиме оној процент на луѓе кои што работат на кои што не работат. Тоа се, да речам, некои перцепции од прилика или некои, да речам, ставови колку од прилика не работат и нормално она што го гледаме со своји очи. Зошто се толерира? Па мислам дека прашањето е јасно. Се толерира бидејќи ниедна политичка опција досега, сега за моменталнава не можеме да говориме, ниедна досега политичка опција не се решила да има рез во јавната администрација. Што не значи дека тоа не е предвидено. 2010-та, кога е усвоена, например, стратегија за реформа на јавната администрација во Македонија, пишува дека ќе се намалува бројката на вработени во јавната администрација за 10% годишно, до извесен степен. Во 2018 година, иако не е спомнато експлицитно во стратегијата 2018 година донесена за реформа на јавната администрација, која важеше до 2022 година, исто така се зборува оптимизација на јавната управа, за оптимизација. 2023-та е повторно донесена стратегија за реформа на јавната администрација, тоа се начнува. Во меѓувреме владини програми имаат такви цели. Очигледно, тоа не е спроведено. Од тука, мислам дека прашањето веќе не е прашање на имање или немање на стратешки акти, или имање или немање на соодветни законски решенија, сметам дека е прашање на волја. Што значи дека немаат концепт за реорганизација на вработените? Пак ќе речам, концепт има, уште одамна во нашите закони е воведена обврската секоја институција, например. Но не знаат веројатно да го применат. Па не знаат или не сакаат. Сега не можеме да кажеме дали е до знаење или незнаење. Има врска тоа и со други аспекти во рамките на функционирањето на јавната администрација, например менаџментот на јавните институции. Ние имаме ситуација, сме имале каде што во еден орган нестручни кадри стануваат, менаџери, директори. Имаме ситуации каде што се злоупотребува институтот на вршител на должност, па нонстоп некој е веде. Имавме ситуации каде што 6 министри се менуваа во 6-7 години на чело на една институција. Значи, дали е прашање на незнаење, дали е прашање на немоќ од страна на самите менаџери на институциите, поради тоа што немаат доволно време, дали е недостаток на желба, тоа е веќе прашање на кое што... Битраков, зошто изостанува мерит системот, па на пазарот на труд да се измери колку го бива, па според заслугата да го обезбеди тоа работно место за кое е квалификуван? Зошто? Или се уште ќе се оди на принципот на политичко-партиски распределби, прераспределби? Нашите закони во суштина се во тој дел на постапката за вработување се во ред. Сега има најави за нови прописи кои што, да речам, ја модернизираат постапката и ја симплифицираат и во тој аспект обезбеден е меритот. Кај нас проблемот се случува претходно, не е проблемот откако ќе се објави јавен оглас за пополнување на едно работно место кој ќе го одбереме. Односно не е толку голем проблем тоа, бидејќи самата постапка е детално уредена и кажува како се врши бодување на кандидатите, како се селектира кандидатот кој што е најдобар и слично. Но, колку пати ние сме зборувале во јавен дискурс за менување на правилници за систематизација за да се прилагоди описот и пописот на потребни квалификации за едно работно место за дадено лице. Како да се деполитизираат услугите, јавните услуги, да бидат ефикасни? Деполитизација на јавни услуги, ако зборуваме сега за издавање на дозволи, решенија, потврди и слично, значи она кое што ние го бараме на шалтерите, најлесно може да се постигне преку дигитализација. Да немам физички контакт со оној кој што зад софтверот би го работел предметот.
И тоа е некој процес кој што треба кај нас, по моje видување, да се забрза. Од друга страна, врзани се прашањата. Значи, ако нема мерит при вработување, односно регрутација на менаџерот на институцијата, и ако поради тоа нема мерит во регрутацијата на кадрите, нормално дека е потешко и услугите да се деполитизираат, бидејќи тие се кадрите кои што влегле. Тие ќе бидат исто така политизирани. Но, ако гледаме од перспектива на граѓанинот како поединец, најдобар начин за деполитизација и, како да кажам, ефикасност да се постигне, да не го ставаме граѓанинот во ситуација на непотребни трошоци и парични, и временски, и едноставно, како да кажам, психолошка перцепција лоша за администрацијата, е да се дигитализираат што повеќе услуги и при тоа, кога се селектира што треба да се дигитализира како услуга, да се селектираат оние кои што најмногу ги користат граѓаните. Може ли да се зборува за ефикасен јавен сектор во ситуација кога граѓаните се жалат за неефикасни институции? Па не може. Не може. Неефикасноста на институциите значи дека и целиот јавен сектор е неефикасен. Сега, да бидеме реални, не сме ние сигурни колку е неефикасен јавниот сектор. Факт е дека постојат многу лоши примери, факт е дека постојат институции кои што релативно брзо одговараат на барањата на граѓаните. Од тука сметам дека некогаш станува збор повеќе за една лоша перцепција и за едно, да речам, демонизирање на јавната администрација во јавниот дискурс, дека апсолутно секој во јавната администрација е лош, дека секој орган е неефикасен. Не е така. Она што треба да го направиме е да ги лоцираме критичните точки. Каде имаме проблем? Ако се сеќавате пред некоја година, мислам дека беше 2019-та или 2020-та, Државниот завод за ревизија спроведе ревизија, например, во управата за водење на матични книги, кога најдоа дека во една календарска година биле издадени 20.000 изводи кои што ги издава УВМК со грешки. Па после се издавале нови. Тука ние треба да обрнеме внимание да речеме тој орган ни е проблем. Некако мене ми пречи она порамнување или, како да кажам, ставање во исти кош на сите. Тајте да речеме овие органи ни се ефикасни, овие органи не ни се ефикасни. И да работиме со неефикасните. И реформа да спроведеме таму, ако нив им недостасува кадар и затоа се неефикасни, да им се даде кадар, во смисла им се одобри вработување, да им се дадат преку мобилност луѓе. Ако пак има премногу кадар кој што не знае да врши таа работа, тогаш да се најде на овие луѓе друга работа соодветна и таму да се донесат соодветни луѓе. Значи, зборувам онаму каде што имаме проблем. Време е да бараме одговорност индивидуална кај менаџерите на институциите и на ниво на институција да кажеме каде имаме добра ситуација, каде имаме неефикасност. Следите тренинг, гостин во емисијата Константин Битраков од Правниот факултет. Се најавува нов закон за правична застапеност, откако пред неколку месеци беше укинат така наречениот, односно балансерот. Дали со новото законско решение ќе се стави крај на етнизацијата при вработувањата? Дефинитивно е добро што се укина балансерот, еве од тука да почнам, бидејќи балансерот не ставаше сите нам како граѓани во една незавидна положба, да не може воопшто да конкурираме на јавен повик, на јавен оглас за вработување во јавниот сектор, ако не сме припадник на дадена заедница. Дали новиот закон ќе ги реши проблемите или ќе биде подобар од балансерот кој што беше етаблиран со Охридскиот рамковен договор? Да, меѓутоа балансерот како таков не постоеше до 2016-15 година. Тогаш беше воведен во законот за вработени во јавен сектор како една алатка, софтвер каде што институцијата ги вметнува податоците колку луѓе има вработени и колку планира идната година да вработи, нивните припадности на заедници и балансерот како калкулатор сврлаше односно колку места од која заедница треба да бидат од вкупниот број на пополнети работни места, односно оние што се планира да се пополнат. Дали ќе биде новиот закон подобар, не можам да кажам, бидејќи јас, ако не грешам, не сме виделе во јавноста некој нацрт, нели, на тој закон. Беше само најавено дека ова што беше претходно, да речам, уредувано со подзаконскиот акт со кој што се воспостави балансерот, ќе се уреди сега со закон. Меѓутоа немам одговор за жал на вашето прашање дали ќе биде Кога подобар. антикорупцијска комисија вели дека треба да се забрани партиско пазарење при вработувањата, дали
таквите пораки, сугестии допираат до политичките партии или кучињата лаат, караванот си врви? Па мислам дека од целата дискусија досега може да заклучиме дека и не премногу допираат. Искрено не сум запознаен со таа изјава на Државната комисија за спречување на корупција, за да знам точно на што се алудирало, но претпоставувам дека се мисли на субјективизам, тоа кој колку му се дозволуваат вработувања, кому не му се дозволуваат и слично. Во секој случај, да резимирам, има простор за подобрување. Можеме да го подобриме јавниот сектор, но треба прво на ниво на политички институции да има желба за тоа, треба да се постават способни директори на институциите, па и министри, да има стабилност во политиките, значи да имаме, како да кажам, еден период реформски во кој што нема премногу да ги менуваме менаџерите и тие ќе бидат лица кои што знаат да менаџираат со институција и треба потоа ние да ги применуваме законите. Законите имаат некои недостатоци, затоа има и сега реформски процес на нови закони носење и треба тие закони кои што се однесуваат на вработените да почнеме доследно да ги применуваме. Тоа е се што ние треба да направиме. За да го направиме тоа треба да има желба. Друг аспект е веќе на подолг рок реорганизирањето на ниво на институции. Да речеме дека дел од институциите констатираме дека не се потребни, да ги укинеме, да ги сведеме на помала бројка на институции, бидејќи ние имаме 1200 институции, од кои што 900 се јавни установи, училишта, болници и слично, меѓутоа другово се институции. Тука има и дуплирање на надлежности и премногу директорски места. И тука е веројатно пазарот на кој што тие алудираат. Формирам институција за да се усогласиме со коалиционите партнери и слично. Почна еден процес на реорганизација, се формираа повеќе министерства 2004, но се намалија и бројот на органи во состав на министерствата, но тоа треба да продолжи и да имаме таргет. Следуваат локални избори, како по правило партиите на власт ги преблокираат местата во јавниот сектор, се одомакини во еден период терминот за дуизација во јавната администрација и ВМРО ДПМН е речиси позната по популизмот и додворувањето на гласачкото тело. Има ли простор за понатамошно ширење на администрацијата за бројка која денес и вие спомнавте и ја тука увидов дека станува збор за околу 130.000 административци. Бидејќи вие велите дека релативно нашата администрација не е преголема, ако се направи споредба со останатите земји. Јас кажувам дека на ниво на агрегатна бројка, бројот на вработени во јавниот сектор сам по себе, значи кога ќе видиме бројката, не треба веднаш да заклучиме дека таа е преголема, туку дека треба да земеме предвид други работи. Например, како што спомнав, во нашава држава 20% од вработените во јавниот од вкупниот број на вработени се дел од јавниот сектор. Во Норвешка се 35% и во Шведска. Од вкупниот број на вработени дел од јавниот сектор, ама кај нив какви се јавните сервиси? Многу подобри. Значи затоа велам, ние треба работите да ги гледаме холистички. Да видиме колку е задоволството, ја спомнавте ви ефикасноста, има ли ефикасност, во кој орган има превработеност, каде има недостаток на кадар, бидејќи нема секаде превработеност, ние имаме министерство со 40 вработени, 50. А од друга страна имаме јавни предпријатија каде што има правна служба поголема од цело некое министерство. Благодарам за гостувањето. Благодарам вам. Ова беше се за вечерашното издание на Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време.